Наместо во градинка, дел од родителите денеска брзаа во амбулантите да ги вакцинираат своите деца. Некои велат дека го одложувале вакцинирањето поради тоа што децата многу често биле болни. Загрижени за здравјето на своите деца, вината за ширењето на епидемијата на морбили ја лоцираат во здравствените власти, кои како што тврдат дозволиле да се шират антивакциналните кампањи. Беше болен, не може да ја приеме еднаш два пати и така. А во градинка? Одиме, да. И сега не го носите поради епидемијата? Па не го носиме и онака месец дена, ама дедовме да се имунизираме. Сега пошто ќе треба да почне да иде во градинка. Каде е вината, кај родителите или кај властите здравствени? Најмногу кај здравствените власти, зашто дозволуваат да се шират такви пропаганди. Па еве, сега идеме. На вакцина? Да. Дали ја одложувавте намерно или чекавте да дојде време за да се прими вакцината? Па не намерно, мислам, детето не беше цело време беше болничево онака. Кој е виновен што се шири епидемијата на морбили? Па, ја ви рекол поише кај родителите. Моите деца лежале, прележале. Вакцинирани како што треба, повик од сестрите од кога треба да се вакцинират и тоа е тоа. А сега што мислите зошто не ги вакцинираат своите деца? Па изгубија верба. Во градинките денеска значително намален е бројот на деца. Дел од директорите велат дека утринава имало родители кои биле принудени да ги вратат зашто нивните деца не биле вакцинирани. Оттаму велат дека немаат точна бројка за колку такви случаи станува збор, ниту пак имаат прецизни податоци колку од децата не се појавиле поради забраната за носење на невакцинираните деца во градинка. Според информации на Макфакс, дел од приватните градинки денеска ги примале и невакцинираните деца, но на родителите им укажале дека од утре тоа нема да го прават. Од Министерството за труд и социјала велат дека забраната се однесува на сите градинки во Скопје, и приватни и државни, и додаваат дека им наложиле да спроведат санитарно-хигиенски и противепидемиски мерки, а подсетуваат и на казните од 350 до 650 евра за невакцинирање. Од Министерството за здравство велат дека вакциналните пунктови во поликлиниките ќе работат и втора смена и тврдат дека МРП вакцината е високо квалитетна.